Драги гледачи, добар ден, добредојавте во најновиот демократски импулс, како што умеам секогаш и да кажам, подкаст за народот. Денеска нема да говориме за политика, ќе говориме на многу други и поинакви теми со еден мој личен пријател, многу добар пријател и се радувам што конечно најде време, ја најдов време да го поканам и да ми биде гостин, се работи за шоумен, водител, колега Марко Новески. Добре дојде. Ти благодарам за поканата. Што да кажам, убаво што ти текна. Зошто не преме муабет за политика? Ја па да спреме за политика да зборим. Па да, секако ти ја зберувам. Се мисли јас да зборам за политика. Не можам да замислам, ама не, штета па се. Нема веќе, ако имаш нека прашање за политиката, му слободно. Морам да најавам дека ти воопшто ми спомна, не сакам никакви прашања, што сакаш слободно прашање, така да. Па и имаш искуство долги години, не си ти од вчера во овој медиумски свет. Толку релевантен да ми веруваш. Ќе знам што ќе зборам, ама ајде. Добро. Така да. Марко, имам, би сакал да почнем од, мислам, лошо е да се каже од крајот, не е уште крајот, не да е Боже, далеку сме од крајот, ќе видиме. Но сакам да кажам од денешно време, не од пред 30 години. Така. Слушнав од мои доверливи извори дека ти си бил еден од најбрзите завиткувачи на пампрес, како да кажам, менувачи на пампрес. Ми беше едно предизвик пред некое време, брат, чуда научи. Имаш ли стоперица пуштена? Тогаш имав стоперица пуштено, мислам дека минута време за двете пелени на децата. Ама имав една замерка и со право беше тој што ми имаше пишано таму замерка, вика брат, менјаше на чисти бебиња пелени. Да те видиме кога се целите до врат, па тогаш вика да те видам како менјаш пелени, колку време ќе ти треба. И реално ветев дека нареден пат и така ќе направам, ќе видиме. Иначе Папас, не знам дали го знаеш, Папас саксофониста, нема везе. Он ме предизвика да видиме кој побрзо ќе менја пелени, зашто он има тројка. Ја имам близнаци, ама он има тројка. Му се роди, него да се живи здрави. Тоа видео снимаше свое. Да. Пробав да му го срушам рекордот и мислам дека успеав. Кој мина побрзо пелени? Ти или сопругата? Се знае дека јас ме брат. Нема тука, нема. Уопште не преме муабет. Ова е дури па и навреда сада. Не знам, да, уопште. Не ми се преме муабет на таа тема. Може и па само па и ти менуваш, или? Ај ќе кажам пола менјаме. Да, пола. Кој се погоди? Знаеш како е? Кој се погоди детето да измочано искакано, тој ќе мора да смени пелена, да. Понекогаш се правиме луди едниот и другиот, знаеш дека е серено, какано, како сакаш. Дедето и си гледаш на страна, осеќаш дека тука, ама чекаш другиот да го фати у раце, дека тој што ќе го фати у раце, тој треба да менја, да. И само се правиш нудрен. Види Марче, јас на пример околу тоа немав проблем, имав проблем околу бањање, тука веќе ми беше страв. Да, мене не. Не од прв ден ги бањам. И не може. И за бањањето сум јас повеќе задолжен. Денеска жена ми ќе ги бања, ама зашто нели? Јас сум тука во демократски импулс, бе брат. Нема. Една реклама, не е на штета. Жената менја дома пелени. Мажот е во демократски импулс. Ќе видиш дома ти после. Да, ќе видиш дома после подкастот, кој ќе дам како блешпер нека. Ама извини, ја знаеш, да ја ќе ги бањам, ја ќе менјам пелени. Една недела. Да. Марче, би сакал со те да започнеме. Не се лутиш ако сме на ти, нели ја, ти се познаваме долги години. Би сакал со тебе да започнеме. Ако се согласуваш, например, од тоа, не кој, знаеш, јас секојаш имам упав, например, кога ќе ме прашат увакви подкасти, например, кој е Трајче или представи се, многу ми е глупо, кој е Трајче, сваѓа. Така да, имам тоа упав, не би те запрашал од тебе тоа, би те запрашал кој не е Марко. Кој не сакаш да биде и кој не си ти. Леле. Претпоставувам не си лош човек, не си дрн, мислам, сваѓаш.
Абе, да, се надевам дека не сум лош човек, нели, тоа на крајот ќе кажат делат и луѓето околу тебе. Кога ќе си умреш и кога ќе им се отворат устите. Има време. Тоа е за. Ама има време, до тогаш тераме вака како што е. Не знам кој не сум. Но никој не те прашал 100%. Да, никој не ме прашал, ама не знам, не сум турбо фолкер. Не сум пијаница. Сега боќе не сум ни пушач, што ми е многу мило, веќе неколку години. Не сум од оние луѓе што забиваат нож во грб на други. Значи, збориме сега за пријатели, нели за ваму таму, за тие што се блиски. Оговарач си? Не сум оговарач. Ја не те знам кој таков, па може и си се сменил. Не сум, ете тоа што го спомна, не сум оговарач и многу луѓе ми се налютиле околу мене за тоа, затоа што пробуваат да извлечат некои муабети од тебе и на крај не си ми интересен и така. Не ти се љутат, туку на дистанцата ставаат одма, да. Марце не интересен, не кажа ништо. Па ти пречи што сега ми беше многу интересно откако се случи во Кочани, нели, целата трагедија, што луѓе ми доаѓа и ме прашува мене, извините што се насмеав, ама смешно ми е целото тоа, ми доаѓа. Брат, што се случува со Панчо, информација нешто. Кој кај да знаме, кога што вие знаете, толку знам јас, дури да знам нешто, тоа ми било кажано во доверба. Нема да го кажам на некој друг, па да. И одма тука ете го, знае нешто, не кажува, добро, лесно. инволвиране. Одма сум. Ама и веќе ме знаат. Тие што ме знаат, ме знаат. Тие што не ме знаат, ако сакаат, нека ме прифатат така, ако сакаат, не, што да кажам. Марше, се надевам во овој подкаст дека ќе си бидеш искрен и отворен како и секогаш, пошто и да. подкаст е не е ни телевизија, впрочем. Треба да си поотворен на подкаст, така ми Да. Моето искуство е така. Така да лабава. И треба да заплачеш во некој дел од интервјуто. Од Ти подкаст. си ми гледал мој подкаст изгледа? Да. Имало такви моменти, имало. И ја од кај знаеш бе кај нема да заплачам. Ги почита, па не си некој плачка ти сега. Од кај не сум плачка, јас не сум плачка. Ти ќе ми кажеш дека не сум. Марче, Повели. кажи ми, од кога го влечеш она дај побрзе? Претпоставам дека сите и те викаат, Марко, дај побрзе. Не, веќе сега Дали има прво ти беше дај побрзе. промена. Не ми беше прва емисија дај побрзе. Претходно имав во МРТВ, како му доаѓа, во македонска телевизија. Имав емисија Волшебник, излегува неколку емисии, така и тоа беше моето прво телевизиско емисиско искуство. Претходно имав снимено една-две рекламички, спотче, такви работи, ама прво како емисија искуство ми беше во македонска телевизија, тогаш нека словенска продукција беше дојдена, после се случи некоја глупост, како и секогаш, нели, па тој си отиде, па вака така, па пари во прашање целкуп. Но тоа не е важно за некоја друга ситуација. Тоа беше мој прво искуство, имавме само 3 емисии, ама тогаш ми се роди она желбата ми кликна во мене дека тоа би сакал да го работам до крајот на животот. И после само веќе еден период немав никаков фидбек, ме разбира, пробував. Натаму бев на аудиции одбиени за ред емисии, не е важно. Почнав да се разочарувам и случајно ми излезе за емисијата Дај побрзе, на плажа ме видоа, ме поканија, отидов. А тогаш тоа лето имав уште едно големо разочарување, пробав, конкурирав на ФДУ и ме одбија во втор круг, на малте не на крај, нели, чекаш влегов во потезен круг и ме одбија и тогаш више мислам дека во депресија почнав да влегувам, дека ништо нема да биде од тој лајфстайл, мислам, нели, по тоа што сакам да го работам. Ама се смени работите, викам преку ноќ и најнаш све се тргне како што треба. Баш и подобро што си падна во депресија. Замисли во степичка јама па да си падна. Па не да е Боже, па тоа бегај таму, кој ќе те вадел па после. Уште немаше да ме викнеш овде. Нормално. Марче, аман ме брат, уште. Уште ли? Што? Слушај, замисли па да те викале волшебник. Нели си почнал како волшебник, па многу подобро ќе било него да е побрзе. Замисли, Марче волшебник. Волшебникот. Што не знам ни еден трик. Најго се не знам, таа емисија имаше многу глупости се случува на тоа. Одевме низ градови, брат. Бевме го Кичево и во Гостивар. Кичево, Гостивар и не знам уште кој град. Снимавме во спортски сали, значи со публика, со све. Има и како игри без граници, се прка луѓе, се ова, она. Ама во и како магични трикови, да речеме, треба знајчето го гледа тука, па треба да го најде таму, тоа му се крие, му бега низ некој. Интересно беше, мислам, стварно окей направено, ама многу голем залаг беше, се случуваше во живо со големи екипи, со ова, со она. И ти викам, направија една-две емисии,
парите што требаше да се свртат таму се свртија и најдош луѓе што беа во тоа имал веројатно да ги снема од мојот живот, не знам. Бев исплатен. Мислам све онака, све си завршија регулар, ба ги снема. Тоа е. После дознав дека си отишол човекот во Словенија, мислам така нешто ми кажа, пак ја кажам, не сум те луѓе што замарат со рекла казала. Завршува таа приказна. Како добро искуство, реално. Види, во Македонија, да не кажам сега, ајде, еден фудбалски клуб, може би најстариот сега, да не кажувам кој, играв јас на таа утакмица кога 100 години правеше фудбалскиот клуб. Во некои потесни кругови се говори дека клубот има 100.000 евра земено од УЕФА, ние не видовме ни пет евра. Добро, така да тоа ми е, вообичаена приказна, познато. Лоша македонска приказна. Македонска народна приказна веќе може да биде. Знаеш дека јас имав емисија македонски приказни, са ти може малку и сериозно не сум видел таа. Последната ми беше со Игор Џамбазов. И Војче Китановски заедно ја ги споив, тоа беше сериозно, тоа е супер бе брат, две легенди, браво. Одлично, голем поздрав до двајцата. Па Војче починат. Да, Бог да го прости. Да го прости и Игор Џамбазов, голем поздрав. Игор е жив. Да, му е жив роден ден му беше пред некој ден, тоа сам така. Беше среќен роден ден. Се блокира во паметот. Добро Рилче искочи од ова. Сега да смеам, ајде. Јас и ти не можеме да не се насмееме. На свој кик си лапсус најубаво да се насмееш, да си признаеш дека си морон. Абе, и тоа е тоа. Не, многу го са. И да побераш прошка од луѓето како не. Да. Марче, да се вратиме сега во твоето детство. На твој 13 години татко ти, не знаејќи како да го скроти... На 30-тина? 13-тина. На 30-тина. Па ти сега имаш 32, така? Да. Татко ти, не знаејќи како да го скроти твојот темперамент, те запишува на од никогаш не знал, ватерполо, така? Ватерполо. И го скроти ли тој темперамент? Абе, да ме научи на ред и дисциплина. Ватерполото, брат, дека тога сватив што е ред и дисциплина. Знаеш, дома малце бегаат работите, моите ми дадоа во еден период пубертет, тогаш и слобода малце повеќе од што најверојатно требало да ми дадат, па почнав да се занесувам, кога влегов во пубертет, мислам, тоаш на старти ме пресече татко ми. Виде дека на каде ќе оди приказната ако не се превземе нешто, и едноставно по една моја направена глупост, нема везе, детска глупост, таа како дојдов дома, ме собра, ме рече влези у кола сега со мене, каде? Низ збор до Базен Карпош. Застанавме таму, да, и прво на пливање, Зуф, мислам дека се викаше тренерот. Леле, да не ми греше, да не ме взимаат за зло, мислам дека Зуф беше, така се викаше човекот. Кај него почна пливање, не поздравуваш, не знаеме дали мртов или жив човекот. Баш кај што не сум излезен од дома година и пол веќе со деца, не сум не години 2-3 месеци, како немам допирна точка со надворешниот свет и не знам што се случува. Чат пат, нели Инстаграм нешто ќе видам, ама тоа е кратко. Се нема време. Да. И прво отидов на пливање, ме запиша, ама и таму темпераментот го препозна тренерот и рече дечкото е за ватерполо, боле не е за пливање, пушти го таму да без неа. И колку време тоа? Па некои 5-6 години сигурно тренирав, да. Не, 2 месеци. Не беше 2 месеци, 5-6 години тренирав, ми влезе чивијата, не, претерав со 5-6 години. Од на 14 години почна, 17, на 4 години, да. На 17 години, тоаш му удри, се извинам, израз, сега малце, ама, нели, сперму глава, што викаат. Ти рекол слободно. Да, и почна тука брзините да се мешаат, веќе спортот не беше приоритет. Бенд направив година, дена пред на некои 5-16 години. Пубертет. Група, да, пубертетот, мисля, почна више да ме мене тоа, не знаев што и... Ја па вака, што поише жени ќе ми донесе. Што поише девојчиња жени, па ја на 16 години жени ќе ми донесе, Марче, молим те. Што поише девојчиња, нели, што ќе упали кај повеќе девојчиња и така. Почнав со свирење, бенд направив и престанав да тренирам ватерполо. Па после тоа сватив дека со спорт боле. Што позиција беше? Каква позиција? Крило, брат, крило. Значи ти го даш. Да, го. Беше добар, факцијата влечев све чанки и после да може да се среди акцијата. Ме давеа и по јајца ме мава и ме гребеа све. Како по јајца во базенче? Во вода, брат. Нешто се случува под вода, што сме си правеле. Со рака. Штипење, мавање,
Свет, па и кога ќе доеш во ситуација, па и сме се гризале за врат, тука ќе го фатиш, ќе се. Има ли суди таму? Ами имама не теглија, ќе се раскапати во вода. Што за врат да. Судија. Ме нема. Не сте се така прљаво си играш. Прљаво посебно дека дечишта и намерно ве оставаат малце нели да се исчеличите. Тоа што би се свирело ова во фал, гледа судијата дека се маме во вода, се намерно пуштавме ногти на нозе. Намерно, ногти на нозе и влегаш у базен, масакар го правиш тој брат што го чува, со нозе го гребеш под вода. Што збори? Да. Цела, мојска, тој гребаници, тука целиот. Ето, ама и мене ми го правили истото. Има ли таму црвени, жолти, не знам? Па мислам дека има нели 2 минути, имаш исклучувања, да имаш исклучувања и на крај не знам после колку исклучувања, не ги знам више правилата. Да, ама црвен си добил некој си. Има веднаш, да, исклучување, игравме со Славија од Бугарија. Тим тогаш деца некој како нема везе, ти се степав. Глупости. Мислам детска работа, тој му нешто ме влечеше појак беше од мене и комплексите удрија на виделина, нели се напнав. Женска тегля. И да, викам сега више кој е боље од мене и ме дави наоколу, боље да го удрам и да ми збрка, него да се бламирам цело време. И го удрив 2-3 пати, тој не се ни помучи да ме врати, можеш да замислиш колку болело. И така, ме избрка од игра и тоа беше тоа. Кога ти беше крајот? Да, ма тоа беше единствен испад што сум го имал така на овакво. Иначе другото сум играл пливачко ненормален. Ќе излезеш после тоа, повраќаш после такмица, душа немаш во тебе. Ама тоа е, значи личи бе супер работа беше, супер. Не знам сега до каде е ватерполо у Македонија, ама мислам дека до никаде не. Јас имав другар што тренираше професионално, играше ватерполо, голман беше и бранеше и за репрезентација. Мислам дека веќе и да не постои. Да, не знам. Ватерполо. Да. Жалосно, мислам тој спорт. Еве србите на пример, светски прваци се во значи кога можат они не национален спорт барем исто броза како да. Рачунај ги нив се кошарката, ватерполото на највисоко на пиедестал, да. И фудбалот добро. Сега, ама овие ми се па најтрофени спортови двата. Баш овој околу штипењето што ми спомна, сакав да направиме на паралела со ракомето, знаеме дека Добре, Јарко, дека пикерот дали сум штипкал девојчиња, викам да кажам не одма. Не сум штипкал. Не. Чи си штипкал. Значи пикерот го јаде најмногу го штипат. Да, па гледај. Камерата не го фаќа, ама го штипат. И сидрото во ватерполо. И они исто имаш сидро, тоа е што како пикер, така се вика позицијата. Тоа е баш буквално како што е пикерот во ракомет. Так. Седи тука во центарот е, он се бутка, се бори баш пред голманот и голем дел од акциите сега он или ја гради акцијата или ја завршува со шудогол тука. И нема и на многу лоша позиција исто, се маваат, се тепаат, ужасно. Дека сите и разликата која е ти со сите кои се чуваш во ватерпол на сите други позиции се гледате еден према друг, вака. Те позицијата на чување, тој ти доаѓа од напред. Значи... А сидрото се чува со грб со противничкиот играч. И мавањето е тука, тој од позади, ти викам го гризе, го мава од позади, се штипат за овакво, го фадиме под вода за ѓајца. Ти благодарам многу што ми разјасни околу се во ова, заради тоа што сега веќе гледам дека во право еден поранеше наш премиер кога вереше сидрото влече нанапред. Она тоа мислев, а ја па не знаев она што мислев. Тоа е тоа. Сине просветнич. А да ти Сега мамет. на програм играл ватерполо 100%. Да, веројатно да. Во Горни Милановац. Да се нас. Добре. Ја не знаев, ама се бива. На твоја 21 година, веројатно после ватерполото, се случиле ролерките. Са не знам точно како ги нарекуваат. Ролери, па ќе кажам, многу дек животот ме влечеше напред. Како да кажам, белите, ама искалкулирани бели за да бидам мангу пак пред девојчиња. И ролерите пак послужија за тоа, пак ќе кажам. И почнав да возам ролери, ама пак ќе ти влезе чујата, пак ќе кажам, ќе почнеш да правиш нешто за една работа и после се пронаоѓаш во тој, почнеш да го правиш од чиста љубов. Така беше и со ролерите, почнав да го правам заради девојчиња, дека и да се собира во парк наваму натаму, па нели. Ама после тоа се спојува со една друга екипа кој што возе агресив, рипа, пустеа правеа и ми ја турија чивијата за
дојдел, како да кажам, на ролери возење. Никогаш не сум бил нешто посебно добар, баш Што фин ти правеше нешто скокаш? Неколку брат се знаев 2-3 трика и тие си ги правев. Да, ја скокнеш од скали ке ова ке она, не си се кажа. паднал? Сум паднал како не. Нема везе, ама ти викам ќе пробуваш, ќе правиш. Поише дружбата со луѓето беше, нели, ќе се зезате се дружја, па сме скачувале на водно, па сме се спуштале надоле со ролери. Супер работи, мислам откачане онака. Ролери од водно, брат. Да, супер, какви будали имаме брат, да знаеш тука кај најпозитивна смисла на зборот. Дечки кои што сега веќе и се постара генерација, не знам од помладиве никога, ама не знам, Раде, Бушав, ги имаш хакер тука, свирле, кирца, дечки кои што Марче диви кои што возеа брат, јас жими се викам да им се даде нив пари, ќе беа у светски рамки ќе беа дечките, ќе компарира со останатите, ама за жал Македонија. Значи малку треба да се вложи во тоа кај што можеме да бидеме страшни момци, мене не ми се веруваше дека стварно кај нас имаме дечки такви атлети кои што можат да прават такви работи како што правеа. Ја ти кажам, ја 2-3 трак, гледаш дека и седналите вуче, так, сигурно што е так. И толку. Овие возеа бе. Овие дечки возеа дел од нив после продолжија да играат и хокеј кај нас. Играат и хокеј сега исто во некоја лига и ајс хокеј, стрит хокеј. Дел од нив возат мотори, кросови, екстрим, такви работи. Сите се така. Откаде момци многу способни. Да погадам и секој од нив на професионален план многу. Кое време си се зафатил со тоа сигурно дека влијал на тебе, како се викаше филмот со скейт, кога возат низ ред улица, па бркат девојка еден плав еден, како се викаше филмот? Не знам. Да не си го гледал тој филм, нали? Трешин на времето ми текна. Леле, Трешин, прв скейтерски филм. Што сум така бе, тој ми беше. Да, со старите скейтбордите. Влијаат ли тие филмови за да ги навлечат младите за да го сакаат тој сигурно, па сигурно. Па спорт, влијаат. така Да, спорт. да. Сигурно влијаат. Кај тебе влијаше нешто такво или? Не. Па ќе кажам што влијаше така мене. Девојки. Да, хормоните. Тоа е тоа. Добро, женските ти оделе, си се срам. Каков Не сум бил никога срамежлив, не сум бил Ти некој Женкар си бил или повлечен? брат Женкар. Па Не добро, знам са како да две-три. кажам. Една ни една. Сум знал да правам муабет со девојчиња, ама не сум бил па идиот сега некој, барем се надевам, не знам сега да не искочат утре демократски импулс 20 девојки, Марче Селјаков. Анкети ќе правиме Па како си кажам 20 девојки, како девек. Дел, само мал дел. Тоа е глупост. Чекај, ти од тога не сум срамежен, до сега па си ќе имал кажам. само 20 девојки. Не бе, тоа кажам само мал дел, што може да дода се пожалат. Дај да се. Молим ти се. Тоа ми било најако кога ќе ми кажа во животот, бе, Марче, тие женкари ще се утепа, браче, девојчиња. Ја у животов 3 дугачки врски. Како да една од 17 до 21, после друга од 24-5 од 26-7 до 35 и сега последнава што се оженив. И тоа е тоа. Марче ебачот. Измеѓу валја нешто ништо нема. Абе се има луѓе. Ајде, Ама никој не слуша. Ги рачунаме тие, сега нели, дугачките врски. Последната врска не јас. Ето е предпоследни. Живи мајка втора ме. Точно. Па кога може женските да викаат втори ме, само. Трета. Ти втор си ми, зошто ја да не може така. Се зесам. Види са, од никогаш не мислам. Не е било јасно, еве, јас сум така широко умен, како да кажам. Девојките, на пример, знаеш, онака срами ме да кажат повеќе, не знам, од 5-10, секојаш, нели, втор. А ние, па, фалба некоја 20-30. Ама гледај, сум го правил овој муабет со женски за ситуации, демек што ви смета на вас мушки дека некоја ете била со 50 души, нема везе, 100, колку и да земи, на секого различно му сметаат, нели, бројките, ама ете, била со одредена бројка. Еднаш го правим тој муабет, демека вие мажите, ај викам, влези ти реално, ќе правиме муабет. Влегуваш во кафана со дечко, нели, кој што убав ваму таму и знаеш дека е женкар, и влегуваш у кафаната и најдеш гледаш. Една девојка со која што бил, втора девојка со која што бил, трета, четврта, пета, шеста. Најна седењето тој кафич нема да ти биде исто и седно, цело време ќе му го пратиш погледот ке ова ке она. Сите сме во одредена фаза, нели, имаме до некоја граница до каде што само глумиме дека. Ама да сите ни пречи одредена бројка или не знам. Не се замарам зашто премногу сум више
ќе кажам 45 години, да се Не се замарам за замарам, тоа не кој идам со по кафана. кој, ама не, сериозно, више не ме тангира муабетот кој со кого и колку спиел, сериозно кажам, вака ќе го завршам се ова. Да, више не ги ни правам тие муабети. Со луѓе кој како дали спил, дали не спил, што правил. Не за спиење сега, може па и Да, да бе, добри спиење за... сега, Да, добри за Може да спиење. Ние за секс боревме, не за спиење. Да. Спиење, да. За секс ти си збореш, јас за врски Ја за спиење зборев, ја не плавам, не пишам сега да спие кај мене. Сај да ме јате намери се. Извртен муабет, да никој нема јас за што муабет направивме. Со тебе се извртено бе, брат. Да, све извртено. Само јас не сум обратен. Да знам дека си нема ние да се дружиме. Ке биде, не знам. Што ќе правиме, бе, бро? Ме плашиш маке кога ќе ми кажеш. Марче, кажи ми, не те запрашав во тие години, во тие денови кога ти беше, не знам, со ролерите. Кај се собиравте најмногу, ева? Што правев? Во парк еден период претходно и пред ЦЕКА, тогаш така сигаше, сега е влада нели на Република Македонија. И сега Никога се, реновиран никога Северна. Не може брат, дури и да се потрудам Северна да кажам, не сум така програмиран. Зашто да се Од дете, да, од дете, не, сериозно, еви на настани ми викале, Марче, пази, демек, влада Нема. го спонзорира настанов, го организира, мораш да кажеш влада на Република. Ти смета Мислам ли тоа, дека- брат, еве, не збориме за политика, него еве на мене лично ми смета, например. Брат, Таков, тој збор, едноставно. Не, ја ни тангирам, за жал во светски рамки више така сме признаи, да, Да. ми смета. И ми смета, зашто знаем дека ќе повлечи други работи кои што ќе се одразат на сето На се. дека што се одразува, да. И тоа е тоа, дека не е толку едноставно промена, само дека име ќе се смени и све ќе биде мед и млеко наеднаш. Ама така беше и тоаш периодот, луѓето беа во нека лоша ситуација, премногу работи собрани и никој не може да се соберат. Значи, сепак сидрото не влече на напред. Да, во Македонија не влече, брат. Во Македонија сидрото не влече. Да, вај не знам. Нашето сидро, вајде извадено ни е сидрото, немаме сидро, ние па се терај некаде сме, да. Каде си? Или уковани сме во место, па бродот као галина на Вардар се не одиме никаде. Стоиме само и се распаѓаме во место, тоа е тоа. Една галија сега, имавме две, мислам, сега има една. Се има само, не знам, не сум поминал Му ни таа. влего, го направи партер. Што да, Нема, една. е. и тоа, више ни И гаѓа. таа што сакаше да влече, Да влезе ни тоа, ништо. ни тоа, да. Сагаше низ брдот оди, ништо не би. Марче, кажи ми, еве, например, ти си спортувал, но ќе збориме, тек сме почели. Не сум спортувал, не сум се За пијачал. многу спортови. Да не се лачеме. Да, и за тоа ќе него, еве сега имаш ти деца. Дали би советувал, би сугерирал, да кажем, на твоите деца да се занимаваат со некој спорт, например, дали би ги насочил? Да, ќе пробам на Колку е сега добро? можен начин да им бидам пример за да го засакаат спортот. Пак на крајот од денот своји луѓе ќе бидат, нели, ти можеш колку сакаш да ги форсираш до ова дона. И тоа што сум зборил неколку пати, сите имаме фази во животот каде што престануваме да сакаме од инатле од ред работи, да го правиме тоа што нашите да учеле, не обучували. Сакаме да пробаме ние што знаеме и дали нашиот пат начин е исправен. Многу често се гориме затоа што нашите ни зборат од искуство, нели, ти даваат совети и така натаму. Ама убавото што ако твоите те обучат, нели, те одгледаат како што треба, те воспитаат, сето тоа после некое време се враќа пак. Бере, ако ти им го внесеш, ако го засакаат твоите деца спортот од мали и да го прекинат, после на одредена возраст повторно ќе почнат да го практикуваат и да го, како да кажам, да го живеат. Исто и со книгата, исто е, не знам, и со... Како мислиш со книгата? И Па, тоа спаѓа во- ако сакаш да во спортот? читаш, па да, како некој може шахо да е спорт, зашто не читање книга спорт, бе, брат? Шах на диви води. Шах Ја на- го викам. Ама, не знам дали си видел дека има бокс, шах, играат Како? шах и на овакво, да, и ако му направи, не знам, шахмат, ако му земе фигура, му мави бокс, нешто така ме живе, мајка ќе го најдам. Ти луда работа. Луда го работа и платиш. седат со боксерска ракави, седат со другата мрда, так на тоа, так, бам, станува му лупа едно, пак, так, бам на него. Добро, што ќе се случи ако Ако има реми, Кој е по- ако има реми, Како мислам реми, дека... ако човек го падне? Не, Толку. победил Значи, другиот. победил. Да, значи... Независно или- шах дали Или тепа. шахмат,
или нокаут е победа Нокаутот е шахмат. у шахбокс. Откачана рама. Луда, планетава е моментално најлуда од секогаш што била. Е сериозно ти се што има да видиш. Не сум знал за овој спорт, ама еве. Па нема и она слеп контест шамари мавање. Што е па тоа спорт, кажи ми, жите сме. Седат двајца будали, се гледат очи и си малат шамари еден со друг. И уште едно 2000 публиката. Да, и уште Тие 2000 забегани. Ама не, сериозно не сваќам. Види, јас во средно Brain damage, училиште, за џабе. школа, како да кажем, имав прилика да учам Шамари, мавање. со еден лик, така малку зафркнат. И сега избега на еден од многуте часови и отишол се скачкал со некое дете што имало физичко. Ова е вистина. Тили на мене мавање шамар. Значи шамар малку го потватил на окото, детето до ден денеска е далтонист, така се гаше. Да. Не разликува. Да, бе, добро гледа И шамар. сега и сега замисли сега, знаејќи го дека е можно тоа, ако погодиш около, она, како Да. може тоа да е спорт, не ми е јасно, мај. Не, вака гледа. Имаш нели боречки спортови, како што се еве ти дури UFC, бокс, нели, џиу-џитсу, џудо, карате. Бокс имаш и умираат луѓе. Да, и Затоа пак, спорт и е. пак го прават, да, и пак го прават, ама во боксот имаш брат тактизирање, имаш вештина која што ја учиш со години, имаш надмудрување со другиот противник. Ова И сила и- жими се, да, и сила и кондиција. Ова не го разбирам. Двајца будали седнале на еден наспроти друг застанале и си маваат шамари. Која е тука вештината, која е тука тактиката, што е тука? Како да ти кажам, многу ми е дебилно и Тактиката идиотски. е да се здебелиш 25 кг. Да, и да ма лупнеш да ти е потешка рага, е тоа, да го по... Глупости, не знам, не ми е. Замисли- Поштуваме, сакам многу бокс, си пратам, гледам и UFC, гледам, сум тренирал и кунг-фу и ме разбира, се ми е окей. Ама, ова не го разбирам. Замисли да го утнеш и судијата да Гош, така како че- него. А тоа ќе биде поинтересно, него целиот надпревар, бе. Како фрилс има у тоа, а? Да. Летат судијата. Одлично. Судијата. Пази судијата. Втор пат ќе ми се случеше. Студена ли е Еднаш ја чашата, спаси. знаеш? За мосе, добре. Добре. Срце е вака, ви. Тамане. Сега спомневе дека си тренирал и кунг-фу. Кажи ни нешто и за тој период од живот. На И там мора да се колку време помине. тоа си го? Не знам ли тоа 8-9 години. Научи да се тепаш. Знаеш да се тепаш, ама треба за таква работа или тепаш да си или не, брат, што. И ја што викам, едно е да го научиш, треба да го вежбаш цело време ако сакаш и понатаму да си добар во истото, ако не го вежбаш, као и секој друг спорт и секоја друга вештина, брат, отупуваш. Затоа не знам што да кажам. Може би некој сум знал да се тепам сега, ама не сум се тепал никогаш, така да Ај, марче. не знам. Знаеш како, викаа дека обично, викаа дека машките збудалуваат или на помлада возраст или како деца или на поголема возраст. Кај тебе некако на постар, мислам, по возраст би рекол, во однос на пороци на такви работи. Ако не сакаш. Вака, ја созрев, можам слободно да кажам на 35-6 години, брат. Тогаш ми дојде памет у глава и да речам, Значи, чекај моите- малце, да. Да речам малце, ајде да ја доставиш. Иначе претходно си сакам да си искачам, да се дружам со другари, да се заклабам на вечер. И ми беше супер. Си Ама пробал се у животот. па да, како сум се забавljал по животот. Да. И како да кажам, сваќаш еден ден стануваш и викаш доста нема поента се тоа, нели? Подобро квалитетите што ги имам да си ги искористам на друга страна отколку вака. Така, знаеш што брат, мислам, еве, ја и ти се договоривме дека искрени ќе бидеме Да. со Наден Моаметов, не ти пречи, не ти сме. Нема. Те прашувам заради тоа што многу луѓе не гледаат да некој впечаток да добијат, некое си мислење, што мислиш ти за тој период за сега? Еве на пример, дали тогаш си имаш впечаток дека си бил во некоја бунила на пример? Дали иста реалност имаат тие луѓе со, не знам, со Брат, пиење, кога не си доволно дали му е стани, не знам, сваѓаш, спиење, кога си уморен, вака ќе кажам, кога си нели уморен, не си спиен доволно, не си здрав доволно. Шо преш, јадеш, стануваш, спиеш. Јадеш, стануваш, спиеш, да, гледај, јас си ги Ноќен бркам живот. работите, немаш мораш да ги збркаш тековно работите, што ти се дека сепак од тоа пари нели заработаш. Ама тешко како сега. ги завршуваш, да, колку ти е тешко после тоа и за да си најдеш нели
ја што викам, енергија да надополниш во тебе, односно лажна енергија, тоа ќе земеш, ќе седнеш со другари тука, фање ќе бапнеш 3 раки, ќе ти дадат тие сила, стани тука и сега најдеш пак почуваме, пееме, рипаме, сакаме од земја све, и наредниот ден пак станеш и пак ти е лошо, и пак го правиш истото, и пак и еден ден станеш и ја тоа си го реков на себе, викам, не на добар пат сум, ако не вика сум алкохоличар, нели? И човек со породица тоа, подобро е да превземеш нешто отколку тоа да ти се одрази па епте на здравје. И јас имав среќа. Колку си пробувал да го оставиш, а не си може ли одма си го оставиш? Не, одма брат. Секогаш кога ќе наумам нешто во животот, одма го правам. Одма го правам. Така беше и за цигарите, така беше и за алкохол, така било за све во животот. Така и за луѓе. Така и сум и со луѓето, па ќе исклучам, некој исклучање готово. Марче, меѓу другото те запрашав ова заради тоа што на пример јас сум играл професионално фудбал 19 години, паметам и са пази за тие 19 години, а јас сум имал, ако ти кажам, нека сум имал испаднато 3 пати дали. 3 пати. Во животот зборам, за тие 19 години. После тоа да, ама додека сум играл фудбал, на последното испаѓање бевме во Дојран, имавме карантин. Напуштив со уште тројца соиграчи хотелот, нормално тренерот не знаеше ништо. Напуштив, си поминавме супер, но на утрешниот тренинг верувај ми дека не знаев каде сум, а не пат секој замисли секоја недела или секој ден. Не, па ти викам, важно мораш да тренерот ми вика бог со лева, јас од десни. После викам шо правам јас? Ова се контра правам, несвесно. Не бев сконцентриран. Така и у животот. Така ти во животот станеш, денеска си изборал да речеме едно сум се договарал со тебе, сум бапнал 3 раки и изборам со тебе, трече нешто ќе правиме, вака ќе правиме, она ќе правиме, ова ќе правиме. Наредниот ден станам, не знам што сум зборал. Ме разбираш? Не па да му се јавам на трајче за да го сработиме тоа што сме збореле на пијано. А исто и трајче спроти мене дека имам бил цврцнат со 3 раки од него и него му е гајлене, ти знае, ама добро сме си поминале вечерта. Битно моветот, остана мовет. Да, остана моветот, тоа е. Марче, имаше еден период во животот што проба и со хумор. Ако не се лажам, јас те паметам добро. Во однос на кога направи еден скеч со Јанко. Да, тоа беше за тротоар. Со уште неколку такви. Брат, тогаш беше тоа и тоа беа добро. Голем поздрав до цела екипа од тогаш беа. Тогаш работевме за Томато продукција една екипа. Голем поздрав до Рашо, до Тони, до Љупа, до леле кој ќе заборавам сега, да не заборавам некој. Огнен, и до мама и тато. Теди, чекај, ги имам. Леле, нека ми извинат ако некој заборив, ама бевме една многу профи екипа, која што ни текна на заебанци една вечер да почнеме да ги правиме тие клипчиња. Ама чекај, ти спомна сега за заебанција, ама студиото буквално не, во студио све беше, да, ги правевме, профи екипа. Не, ти викам, си бевме екипа, не ни отстапи Јанков, најдовме канцеларија таму што личеше на тоа, ја склопија тука екипата, ти викам, Рашо, како е, чекај цело, онде сега и режисер, наш Петрович, само нема везе. Ајде. Да го најдам сега мниста за точно ми презиме, дека Рашо си го викам, не го завидел сум. Да, и сега наш режисер филмски, многу способен дечкото, голем поздрав. Ги правиме на заебанција и мислевме дека супер ќе поминат, дека сите ќе се смеат и супер поминуваат се дека не седна на состанок, тие што беа спонзори тогаш на емисијата, вклучително и газдата на продукцијата и не направија пемпере, мислам како ние сме биле селјачишта, неурбани фраери, како сме можеле вакви селјачки фори да правиме, да пуштаме. Бане ве направи пепел. Да, не направи пепел. И тука ни суби желбата за штета, многу добро беше тоа. Па после некое време ни вика пак да ги правиме, ама екипата се распадна, брат. Екипата се распадна, голем дел од тие луѓе си отидоа, мене ме убедуваа дека јас сум човекот за тие видеа и така, ама не сум ја од тие луѓе кои што прават нешто на своја рака, го почнал со други заедно. Ако ја услов беше и со тие луѓе заедно да се прави или не. Како можеше човече бурекот со Абе глупости, тоа беше забавлjaње, брат, седнувавме, седеме до 3-4 саат. Тоа ти беше многу добро. Ние ги правевме, само ти кажам се забавljавме таму. Се затоа и било толку собрани, да, и се смеевме тука, ово, не снимавме
како да кажам, 2 сата ќе го снимаме, 3 сата, тоа 5 минути нели трае. Да. Ама ние се смееме и така. Ќе се опушти на крај ќе излезе нешто добро. Можеш ли, мислам, 100% ти го паметиш и скечот сега, конкретно зборам за со Јанко. Да, Јанко беше многу мангуп, голем поздрав до Јанко. Дали сте се виделе, дали како ти не, замерува, дали? Не, воопшто, Јанко излезе најголем мангуп од сите. Ме викна дури и ме покани кај него во емисија и ми беше и после тој гостин од мене во емисија и зборевме за тоа. И ден денес го збореше клипот ден денес, пред некоја година повторно го пушти кај него во емисија и повторно збореше дека тоа е најак клип што го видел за него напред. Мене ми изненади, јас искрено дека со него претходно се познавав лично. Кога го направивме за него скечот, ми беше малце незгодно. Викам сега кога ќе го сретнам, не му се, викам сега кога ќе го сретнам дали, па се надевав дека нема да го види и најда слушам муабе дека Јанко го видел. Да, го пуштил кај него во емисија, дека се смеел, дека вака, дека и после некој време ми се јави, и јас искрено отидов резервиран кај него во емисија, викам сега ќе ме седне, дека писа на уста, способен е многу сега за зборење. Викам сега кога ќе ме седне, ќе ме направи пепел тука, ќе ме фати тесно, ама ајде нели млад, викаш ајде, па што неке, отидов, ама беше толку многу коректна, да си направивме супер муабет, баш за тоа ме прежеше све. Ме збуни. Останав збунен. Голем поздрав за него. Зашто има останати ликови реакции. Памтиш брат некој вака, еве, чисто ако И Жаре Бербер ми беше легенда. Жаре Бербер исто. Да, и него прави беше Јанко, Жаре Бербер. Жаре Бербер, Васко Ефтов. Васко Ефтов. Да. Во тангент нали беше тоа, така некако се викаше во тангент. Во центар. Ама знам него смени тима се во. Да, не знам како се нешто во Кјош или во појма немам, нешто направивме, да. Сум заборел. Не знам зашто. Тоа беше 2010-11 година, така нешто ги правевме тие. Би пробал ли да изгумиш нешто сега вака? Не знам ништо, знаеш како ги глумам работите, не, ги гледам таму, во моментот да речеме Јанко го гледав, изгледав неколку видеа пред овакво, седнав и почнав да се смеам и така, да. Не, и за Миленко имавме направено, за Миленко и за Билјана Секуловска. Да. И за Билјана Секуловска. Да, и Миленко добро помина, тоа што не ми се љутеше. Па добро, во принцип никој не ми се наљети. Мислам дека малце ми зема при срце Васко, ама дека му помена после тоа. Па Васко најголем лют кој изгледа. Вака. Што споредуватиш? Не, после тоа сум се видел со него, сум работел пак. Не ми изгледаше дека ми е лют. Дознав од други луѓе тогаш дека наводно малце се поднабрелил. Мене не ми беше јасно зошто, затоа што нема зашто. Нели? Ама ме види, јас тоа на пример го доживам. Ама не знам, ова се пак ова е сега уговарање од моја страна дека ова е муабет кој што ми го кажале други луѓе. Мене Васко никош не ми замерил за ништо, ниту ми се. После Марко не оговарал. Да, молим те, се убив сам со муабети, Ајде, демократски импулсетот. Не, ќе памтиш тука гостување. Ама ќе речам тоа, муабети, а луѓе во денешно време па знаеме дека се вадиш водите од како беше само вака ми. Да, ми направи хаос тука, све не поврат. Дај побрзе. Чекај, морам само да покажам на гледачите колку прашања има за мене уште. Не, га срамо. А ти па демек па се потиш па се, излегува дека нешто многу тешки прашања. Зато облеков мајца под кошула, така да не се гледа дека се под. Дај побрзе. Ти остана прекари до ден денеска. Зошто едноставно? Гледај, не. Највпечатлив проект ти бил од сите. На колку години ти ми беше на 23 години ми се случи. А ти си го дете. Да, детиште, реално и башка ми се случи во период кога и татко ми почина неколку месеци, што се вика претходно 6 пола година. 8 месеци, точно, ајде. Претходни така бе помалце бунило период кај што мислиш дека животов нели малце се поигрува со тебе, те заебава и нема да биде како што треба. Но ете по така, не знам, се наредија работите по нешто на случајност, не знам како да кажам и види, тука сме некако слични заради тоа што и откако почина мајка ми после кратко време демократски импулс па ми се случи. Да. Значи стварно Бог да прости. Да, Бог да ги прости нашите. Гледај, ја сакам да видам дека во таква ситуација сега нели ние како да сакаме да се докажеме пред нашите, барем мене ми беше како плюс порив да фатам да работам и ете да докажам дека татко ми само што виде дека ме бива за таа работа, претходно не кеше. Кога му кажав дека глума, сакам, дека ме интересира, дека сум во аматирски театар, ни на представи не ми доаѓаше ништо, дури кога требаше за на ФДУ да конкурирам,
тогаш пред него му викам дај бе еднаш да одгледам пред тебе, беше дојден и актер еден наш да ме гледа, да види како дали ќе ме биде или не. Кој актер спот? Не, штета, ако го памтиш. Да, Миле Бошњаковски. Така. Да. Ми требаше време извини. Нема врска, па да дека нема малце хаос во глава. Он ме гледа во тој момент, да немам по масата. Не, во ред. Да дам поблиску на микрофончето. Здраво да си. Не потопам. И тогаш татко ми за прв пат во живот го видов да се расплака и да ми пружи рака за тоа што го правам. Темек тогаш конечно свати дека окей сум за таа работа, дека ме бива, не знам што да кажам. Ама ете за жал не дочека човекот да види како ќе се движат работите, а верам дека мојот живот ќе беше многу поинаков, да беше татко ми нели жив. Сам да кажам имав некоја срвопочит од него. Ќе сме имале некоја подкрепа поголема. Па да, знаеш како, ама чудна работа кога си млад, еве искрен ќе бидам многу, како млад, кога го изгубив на тие 22-3 години, на секој можен начин, нели пробуваш болката да сузбиеш и не ми фалеше татко ми. Кажувам искрено, си го терав животот, си правев глупостите, мислам затоа ги правев глупостите. Тоа е поише од јасно, за нели да убиеш една болка што имаш у тебе. Ама и бев убеден дека нели животот окей би без татко се тера, можеш да го истераш онака мушко си ти, нели ќе се снајдеш, не животот не си само вака така. Ама чудна работа, како поминуваат годините брат, се поише и поише ми фали таа татковска фигура за совет. Нели да ти каже да ти се дали вака така да. Така едноставно. Тоа и знам дека животот ќе ми беше многу поинаков да беше татко ми жив. Дека ќе го терав, ќе го работев ова, ама дека мојот личен живот немаше да биде таков каков што е, дека ќе беше подобро. Да, дефинитивно. Поголем мотив ќе си имал и нормално. Па да, и пак ќе кажам. Татко е татко, мајка е мајка. Мајката те сака, се грижи за тебе, ама пак треба машката рака да каже дома, мајмун. А машката рака го не тропне? Не, ама јас сум барем таков човек, не знам. Можеби нели другите се поинакви, доволно е да му каже мајка му седи. Тука и он ќе седи, ја не сум бил од тие луѓе. Мајка ми вика седи, ако зинат низ прозори пам надвор, ме разбереш. Види денеска малку во однос татко ми не ме тепал и тоа да се разбереме. Имаш лјакната еднаш, ама не ме тепал, не бил така агресивен према мене, ама кога ќе застанел над мене, кога ќе ми кажал, ама си имал некоја малку и страв. Така? Да. Па денеска нема и тоа. И пачка, нели, и она желбата да не ги разочараш исто така. Тоа ми било и некако кога татко ми почина некако да распадни таа работа, да ми како да престана да ми биде гајле, дали ќе разочарам некој друг си го терам мојот живот. Јас дори не сум разочаран, мене самиот, све е во ред. Ама после сваѓаш дека не е така, не си само ти на планета. Глупости е. Те сакаат и други луѓе, се грижат за тебе и други луѓе. Значи, тогаш свати дека си создаден за медиумскиот свет, за водител, за шоумен, дете, не, вака гледа. Или уште мал. Па реков денеска дека ќе бидам искрен и вака. Од дете ме привлекувало шоу бизнис, музика, филмови и така натаму. Од дете, значи фамилиарно се собиравме, голем поздрав до сите мои братучеди, огромна голема фамилија сме. Бевме 7-8 братучеди кои што идевме летно време и правевме представи на фамилијата наша. Куќи имавме во Струга, трпезариска завеса имаше, така беше поделена дневната од трпезаријата со завеса една. Со кој праше представи? Со братучедите, се договараме и правиме проби претходно и се и после разбираш глумевме пред нашите, ќе ги викнеме тука и соседите што се други роднини плюс што се дојдени, ќе се соберат луѓе, наплаќавме карта нешто по 10 денари таква работа и глумевме пред нив. После тоа почнав со музика да се занимавам, ти викам цел живот ме влечело шоу бизнис да речем, ајде така ќе го наречам. Ама она што најмногу ме натера да почнам, да бидам во центар на внимание, да сакам да бидам во центар на внимание, е да можам да влегувам по дискотеки во 90-ти години, брат. 94-5 година, тоа имав 14-5 години, 14-15. Ова сега да сакам да го изговорам, нема да можам да го кажам. Да сакам, нема да можам да го кажам. Колку години си имал? 4-15. Гуфи пегава. Да тие години, тогаш 94-5 година е тоа во
Скопје работеше Силекс, дискотеката, Мусандра, Метропол и брат, никаде. Да. 45 братче, 14. Да, 14. И имаше проблем тогаш. Вратарите одлучува кој ќе влезе, кој не. И сега те гледа тебе, ако не те знае или ако си као мене 50 кила човече со научарчиња. Нима вратено мене. Не те пуша, мене знаеш колку пати ме враќале. Брат, мене ми имаат вратено со девојка во Силекс, значи со девојка вака зарати вика девојчето може, ти не може, ти седиш а таа влегува нормално. Так со другарки да се чекам натре, чао. И те остати као глуп. Сигурно. Дај ги нема, што идеш во парк. Седаш и така почнав со алкохол. Тоа беше. И ми беше желба, викам, деле, ова не може да ми се случува во животот и да не беа вратарите. Најмногу сакам да бидам славен, познат, за да можам да влегувам секаде каде што сакам. И после влегував и се ти вика дај побрзо. Бра, после тоа немаше врска со тоа дали те знаат или не те знаат, почна други времиња, почна карта да се плаќа убаво, да си влезеш, можеше дискотеките поголеми. Ја не го памтам тоа време. Јас имам враќано така. Да, супер. Значи секоја генерација си има свое враќање на ова. Ама паметам дека еден вратар си помина лошо така. Во Струмица испаднавме со братучетка моја. Бог да ја прости, почина на 24 години. Ете, живот. Војко ми беше инспектор во Струмица и она му се јави, тато не пушта тато, и за незе тато е тато. Отиде на Шамаре, го дигна обезбедувањето и видиш како се влегува, после марче нема. Сега бирање. Па добро, ама така требало да биде. Ме гледаш колку сум, мислам дека ништо од тепањето на вратари не правиме. Така да мене најдобра опција ми беше другар да бидам со нив. И ден сум. Поздрав. Марче, кажи ми, се случи околу сега ти што го спомна, јас само да ти се надоврзам сакам, ке заборавев, а тоа е дека например па мојот потпа, јас правев циркус. Ти си прав представи, јас правев циркус и 30 денари карта набаѓав, не 10 денари. Ама тоа заради животните? Животни, фаќав пајаци, фаќав бубашваби, фаќав, мислам не бубашваби, бубачки, пардон. Па добро и бубашваби што. Од бубашваби имам страф. Да, што. И до ден, грозно ми е, не можам. Гуштери, секакви со точак возев и правев шоу. Ушо тогаш, да, ушо дете. Супер, што не продолжи така кариера? Баскер да бидеш. Да патуваш низ светов жонглир. Па, веројатно не со пајаци жонглираш. Да, фрли ја бубаш фамата. Не, гајле. Сега ќе жонглираме со мајмун. Добар си. После тоа ти се случи листа за 300 или уште некако? Да, тоа преска кога ми рече за дај побрзај, демек сите те знаат како дај побрзај. Сега имаме промена на генерации, другачие ме познаваат. Тебе сега се сретна пред некое време со другарче и синчето него. Малиот негов 7-8 годинки ми вика, го знаеш, Марко дај побрзи, малиот ми вика, вака се врти, ми вика, да бе, листа за 300. Бе, разбераш и добро, знаеш и така одма дека малиот е за викенд кај баба и дедо. Дека само баба и дедо гледаат телевизија. Тоа е тоа. И го замарат со листа за 300, ама сам да кажам подобиве. Не, се зезам, ме знаат, тебе сега интересно ми е, не го сваѓам тоа уопште, баш напротив, многу ми е смешно интересно. Поминувам да речеме кај Бисер и ми се дерат таму, листа за 300, гужва све, фе нормално идеш и се смеат. Мене ми е многу симпатично и убаво и се надам дека понатаму ќе ми викаат. Верен фан си, малку да го офатиме повеќе спортот. Верен фан си на нашата репрезентација, ракометна, фудбалска, секаква, така? И сега Арнова те канати во сали за да бидеш мотиватор. Па тоа така да го кажам, мотиватор, како, нели? Да. Со микрофони ти ја подигнуваш. Да, сега ме поканија на последната утакмица која играше Македонија. Ти дошол и да опсуеш да Како не, да, пат мислам и дека ми се испушти ама галама дека во салата и не се доброто кај микрофоните во сала и кај салите што не се слуша убаво. Има ехо, некој галама еде, ќе фатат нели кој викаш ајде за песна да јави се јужда или нешто, а у Македонија знаат што е ајде викај. Иначе меѓу време ја мислам дека ништо не се разбира, ама добро. Ме викнаа, смешно беше пред неколку години. Ова е втор пат да ме викнат за да бидам мотиватор, нели? Прв пат ме викна пред 7-8 години. Исто македонска репрезентација, ракомет. И најако беше, појма немам што како се одвиваат работи, тоаш па ништо, за спорт си гледам дома, не знам што се случува на терен. Одам, ида ту напад
начиве, да речеме да вика Македонија, не, идат у напад нивните, ние се браниме, ја вика Македонија, да рече, ајде Македонија, Македонија, тоа се викало Македонија кога се иде у напад. Па Кога да. се идело, кога идат овие у напад се свирело, бе, брат. Да, ама ја, кај да знаеш. Сега знаем за ова пак. Партали ги направи. Ги утепав таму. Чекај, им донесе среќа или Појма нема, брат, дечките си играат како што треба, да не им ја зимаме заслугата на нашите ракометари кои што одлично одиграат. со 9 гола мислам дека. Да, со Така? 9. Брат, беше првиот близко прво полувреме, гол за гол си играше. Сега. Леле, викам, ова нервите ги ми ги скина. Ама, брат, тргна после. Косата ми огледа. Да, леле, не бела беше што предходно. Ајме за Да, ама не, они може само да ме зацрнат. Не, лошо звучи да ме зацрнат. Може да ме зацрнат. Да, ме побелеа, ме болја беше, ајде, добро. Среќа што имам уште малце. Ти убив и од мамање масата. Се извинувам на гледачите там. Марче, кажи ми, дали, едно искрено прашање, конечно, дали полесно ти одело со девојките кога си бил пред брак или во брак? Мислам, лошо звучи, не го сакам да кажам, дали сега те напаѓаат, например? Не. Али- Не, нема што да напаѓат, видиме со бела коса, без коса. Бела е тука, таа што има, а таа што нема ете вака. Не ме напаѓаат. Или ти ги напаѓаат? Барем ја немам чувство дека некоја мене ме напаѓа, ама пак ќе кажам, брат, не сум ни излегол, а и се сомневам и да излезам дека некој ќе ме напаѓа мене. Така да, тоа е да. Јас сум среќен што жена ми ете ме нападна мене и што е уште со мене, па така да се е добро. Се нападнавте заедно. Седор ме напаѓа на мене. Све во ред. Марче, сакам да те запрашам, брат, дали имаш да додеш уште нешто случајно, дали Не, како бе, си баш помина, мислам денеска, супер дали убав. беше лабаво? бе, Да, не очекував дека вака убаво лабаво ќе си Ти поминеме. пак си дојдеш. Да, криво ми е што ете не направивме муабет за политика, мислев дека ќе дадам неколку совети како да оправиме целата ситуација, како да побрзо да влез во ЕУ, како да го Економија, намалиме спорт, оние така. 5% кои што треба на НАТО да им ги дадеме, да не ги дадеме, туку да земеме и така. А имаше ти решенија за овие Некете да ме чуете. Некет. Ке си чекај одам да те- демонстративно напушта. А чекај, брат, стварно, во градов има многу ѓубре. Има ѓубре, брат. Не, мислам, реално, Очено, да бидеме страшно, ѓубре, страшно. што мислиш, дали државава ни се би дави во ѓубре, не е само градов. Да е само еден град Скопје ќе биде супер. Тама градоначалници тепаат? Дали заради хаос е, ѓубрето го брат, тепаат, гледај, дали? не знам што да кажам. Не би сакал да коментирам нели Ама политички немој сега, ситуации, кажа само. ама искрено да, се давиме во ѓубре, малце е хаотична ситуацијата, не смее да се случува тоа што се случува без разлика дали некој ја сака Данела, дали не ја сака. општо збор. Да, не сме како прво, не сме да се маваме како луѓе еден со друг. А не па да маваш човек што е на функција, пушти жена и така ред други работи. Ме разбира, глупаво е Си да удил се жена? Не сум удел жена и не имам никаква намера никош да удрам искрено. ти кажам. Претензии. Немам. Не Немам. кажеш. Ами гледај, сум доаѓал во ситуацијата да вријам тука да ми ама не сум го направил, тој нема да го направам. Мислам дека тоа не разликува нели од да си социопата будала некоја. Ама слушај се, може и се плашиш па. Ја во една емисија твоја А, добро, имам јака е слушано жена, бе. дека е жена ти повеќе на пример Да, она кросфит спортува, нели? тренираше, тренираше, е сега веќе не посилна, со деца, дига нема повеќе време, од ама- тебе, викам, за тя замисли па Дигаше. ќе залепи една. Дигаше првите тренинзи. А дигаше сега не. Да, сега ти си поек. Да, се јас сум поек. Знаеш кај одма текна ми на селјачка фора, што морам да ја кажам. Не знам, ако сакате кратете ја после. Не, кажи. Как девојче, вежбаш, идеш у сала? Да. Дигаш тешки работи? Да. Тој дигни го. Да ме, најселјачката фора што јам слушато покрај мене да каже човек и да не го истепам. Тоа е да. Ова е јако, треба да се обработи во некој мој скеч, може и тоа ќе биде. Нема проблем. Само немој да бараш авторски права, те молам. Не, не барам. Буџетот ни е Ништо не ограничен. барам, брат, само од мене барат. Марко, ти благодарам брат многу Ти знаеш, што само ни дојде, што ни не угостои. Удостои. Угостои. Удостои. Ја да тресам Како некоја е? си глупост. Па не само ти. Че не знам што кажа, брат. Да преска. Што не удостои? Не, за преска. 4-5. Не знам, тоа не може да го каже никој друг освен тебе. Ја не може. Еднаш кога уживот и Ќе го тоа. пратиш та. Ќе го Секој ти прати. Стари Јанки си го сина бе, што ти е? Се данлодирам. Ти благодарам што ни дојде и сакам да ни дадеш повторно нормално со некои нови глупости. Нема проблем. Во меѓувреме. Добре што рече глупости, реков ќе ми кажеш да ни дојде некој паметен муабет, па ќе што ќе ја правиме брат? Ќе треба да сеам сега да се спремам дома.
Да си почиташ, Марче. Фала ти трече за поканата, да ми го поздравиш и Хари, твојот сокол дома. И не сум ти заборил дека ми вети дека ќе ме носиш на летање заедно, да го летаме, Хари. Памтиш, Да, памтиш обавезно ќе го летаме. Море, Боже, ми памти. звучи празно, ама памти. Ама сепак не е баш така. Драги мои, драги гледачи, почитувани, како што имам секогаш и да ви кажам, тоа беше Марко Новески, нашиот Марче, мој драг пријател. Мислам дека си поминавте одлично во овој наш подкаст. Ако ви се допадне ова видео, а нема ако, знам дека ќе ви се допадне, стиснете лайк, споделете го како би допрело до што поголема публика и нормално дека треба да стиснете subscribe на нашиот канал како би добивале известување за сите подкасти. Се гледаме.